Сите наводни адути на Груевски и ВМРО-ДПМН во борбата против криминалот и корупцијата стануваат најобична фарса. Македонија полека станува рекордер во бројот на укинати пресуди на апелацијскиот суд. За само 10 дена паднаа пресудите за Бучковски, Топурковски и Змисколко. Со други зборови, балонот кој го дуваше тројката Груевски, Маневски и Јанкуловска полека почна да издишува. На сметка на популизмот во борбата против корупцијата, ќе остане запаметено срамното кршење на основните човекови права, газењето на личното достоинство и уставниот принцип на презумпција на невиност. Истата министерка, која нарачуваше СМС пораки до медиумите за да ги снимаат осомничените и да прават спектакл од апсењата и мизерното спроведување со лисици на рацете, сега се прави наудрена, демек не коментирала судски пресуди. Граѓаните не бараат да коментира судски пресуди, туку да одговори кој ќе ја сноси огромната штета по нивниот углед и угледот на нивните семејства. Дали е воопшто возможно овие луѓе нормално да продолжат да живеат, кога благодарение на власта тие беа однапред осудени без судска одлука. Со организирањето на медиумска парада, власта ја подгрева атмосферата и врши директен и груб притисок и врз обвинителството и врз судот. Затоа не треба да не зачудува зошто никој не сака да се нафати да работи во обвинителството за организиран криминал. Јавноста доби потврда дека разградувањето на професионалната структура на МВР и нејзина замена со неспособна, партизирана полиција доведува до аматеризам, посебно во собирањето на докази кој не може да добие судска верификација. Само последниот случај кој падна на апелација, а кој беше помпезно најавуван, прикажуван како серијски филм во медиумите, случајот Змисколко, на крајот се претвори во циркус, како што може да замисли и искреира единствено Груевски и ВМРО-ДПМН. Токму за овој случај, Гордана Јанкуловска се фалеше дека е најголемата, најдолгата и најмасовната акција од тој вид и не убедуваше дека во него се применети и посебни стражни мерки за видео и аудио надзор на вработените по сите професионални стандарди. На оваа власт треба да и стане јасно дека професионални стандарди може да спроведуваат само професионални институции. За жал, во изминативе 3,5 години тој концепт се уништува. Затоа, некој мора конечно да понесе одговорност, затоа што наводната борба против криминалот и корупцијата на Груевски и ВМРО-ДПМН се сведе на гола пресметка со нивните неистомисленици.